Деталите за новото кулинарско натпреварувачко шоу кој што е веќе во тек, 180 степени, кој што го најавивме од почетокот на годинава и конечно имаме можност сите ние и вие да уживате во секојдневните епизоди, секој работен ден од 20 часот и 30 минути на фреквенција на Телма телевизија. Вела дека ова трио добро функционираше тогаш, добро ќе функционира сега, ама добро веројатно ќе функционира и во некоја специјална епизода која што нешто договараме, ќе видиме за Јас да се покажеме и ние. Филип Чаловски го поздравуваме, човекот кој што го креираше, дизајнираше шоуто кој што имате можност да го гледате. Тој таму е стручен судија. Филип, мафни на камерата, вака сега вака како Ајде, добро утро. Како сте ви вака баш ми било во студио. Ние сме супер, верувам и ти. Ни тргна муабетот и од претходно. Вела дека ова трио многу добро функционирало тогаш и сега ќе функционира добро. Мене сегаш ми било тука уживање да бидам ваш гостин. Супер друштво сте ми секогаш. Баш ни е драго. Знаеш како, после месеци и месеци се прашувавме кога ќе стартува, меѓутоа оние кои што како и некоја дејност кога не ја познаваме, не знаеме што стои зад играта. Меѓутоа оние кои што знаеме што значи еден телевизиски формат, особено кога станува збор за вака деликатни содржини каде што треба да имаш учесници, да имаш жири, да имаш јадење и така натаму, тоа е супер да се екранизира. Меѓутоа постпродукција потоа да се фати емоција, да се фати лажицата како мешала и така натаму, тоа се многу камери, многу сегменти, фрагменти, секвенции кои што потоа бараат многу работа во монтажа, така што ќе ти честитаме официјално на Телма пристигна кулинарското шоу кое што вистина само по себе една убава кулинарска приказна, а и едно возбудливо патување низ гастрономијата заедно со тебе и сите цела продукција. Фала ви многу за убавите зборови. Јас би додал дека навистина и ние се уверивме дека да се склопи еден таков формат на шоу е потребно многу детали, изискува енергија, многу експертиза, голема благодарност за целиот тим што стоеше зад шоуто, како што рече Цеце, како што најави малку ќе дополнам. Јас бев само водителот кој што малку му даде карактер на тоа шоу, да кажеме, со некоја моја така нарав, карактер мој, што си го носам со себе, меѓутоа идејата позади шоуто е идеја на господинот Антов, Огнен Антов е главниот идеен, да кажам, творец и продуцент, понатаму режисерската екипа од Стојан Вујич, и сите камермани и главниот, да речам, директор на камера, Данчо Стевков, ќе го спомнам, и целата негова екипа, голем поздрав до сите нив. Се виновни што имаме едно такво шоу на телевизија Телма. Искрено, понатаму, како што каже и Марко, постпродукција е стварно магијата во вашата работа. Бара работа. Како што е во нашата работа магијата на добра припрема пред тоа. Да речеме, малце сме тука, се разликуваме во занетите. Мора да признаеме дека, еве, нели, сега првпат имаш, да речам, ваков проект телевизиски на кој што треба да си горд, вестина ти кажуваме. И не само што ќе ти посакаме да има вака една франшиза да направиш, тоа ќе ти го посакаме уште повеќе и дај Боже тоа да се случува. Апропо, сега си ги гледаш епизодите, па ќе ревидираш нешто во здраве Боже, нели следните твои проекти и емисии. Меѓутоа за оние кои што не знаат, секој пат мора да се пополни простор, бидејќи тука имаме луѓе кои што првпат излегуваат на камера. Тоа се случува и кај на себе, колку често, да речеме, наши сограѓани и гледачи кречат: оставете го соговорникот да збори повеќе, вие доста зборите и така натаму. Меѓутоа не знаат како е да се биде тука сега во овој момент кога јас и Цеце знаеме дали Филип со тремор, дали има Филип трема, генерално. Тоа е со какви карактери ве ти се соочуваше на шоуто? Не е само едноставно да си креатор на шоуто. Искрено сикам, леле, човече, колку збориш, престани. Али да, многу е тоа вистина што го рековте, дека кога се соочуваш пред камера, секое лице во шоуто што е моментално присутно дава свое учество во таа една атмосфера, тој еден дух што се создава таму. И во тој момент секогаш, како да кажам, ја има на грб одговорноста тој што е водителот. Но да му прави еден флоу, да наречеме, да го води, затоа и се вели водител. Водител. И водителот буквално ја чувствува секоја психолошка моментална состојба на секој од учесниците. Тоа е вистина. Колку и да не е забележливо за гледачот. Некој си терет, да ете он
некого извади во моментот, дополни, да даде насока и да пред гледачите остави она што сака да биде оставено и да биде пренесено. некој пат? А и да не се дозволи тремата да го спречи надпреварувачот да го даде својот максимум. И многу е тешко тоа што го имаме во глава да го пренесеме пред камера со толку многу луѓе, со толку многу карактери кои што не знаеш како ќе реагираат во тој момент. Ние може да имаме една замисла, меѓутоа јас сум задоволен од таа замисла 80% да ја реализираме како што ни е во глава, замислено за гледачот да го осети тој импакт на шоуто, да биде и едукативно, да биде и занимливо, да биде и технички издржано. Така е. И да не забораваме, сепак имаш колку отприлика учесници, како рековме? Не отприлика, точно 18 учесници. Да, ма замислите и да кажеме во групи по 6, тоа се 3 епизоди, различни учесници. Сега ги имате 18-те, тука е жири, тука е камери и тоа сепак да се навигира емоцијата. Затоа што секој потабиец сме различни имени во шоуто, да речеме во случајот, тоа е умешноста, да можете емоциите да ги синхронизирате, затоа што некој може би поимпулсивен, некој е посреќен, така што тоа си носи една тежина. Многу добро кажува Људмила во една од епизодите. Те учесничка? Људмила е учесничка. Ќе видите, мислам дека беше 4-та епизода. Вика, мене ми е најтешко снимањето. Све друго е супер, ама не можам, стварно. Да не гледаме тука неделю. Па тоа е Филип, може да ни споделиш? 11 сати снимање. Да. Секој од нас за на крај тоа да се види во една кратка епизода. Да биде нервозен, да биде. Имаме ли потенцијал? Колку си задоволен од изборот на оние кои што се пријавија? Да. Имаме ли потенцијал кај надпреварувачите? Затоа што сепак нели споменавме камерата, тримата, снимањето си го прави своето, но колку си ти задоволен? Супер изгледаш, доста се преокупираш. Не, гледаме инсерти. Не, јас сакам да видам, викам на камера да видам која камера. Ајде инсерти пуштете. Камера гледај си ти. Така, супер. Вака сега. Колку имаше интерес, колку беа пријавени за да во некоја потесна селекција? Скршивме мраз со ова, да кажеме, премиерна сезона и немаше некој интерес огромен да чекаат редици. Меѓутоа, очекуваме дека сега оваа сезона ќе им даде многу, да кажем, фидбек како тоа изгледа како формат. За следната сезона да имаме повеќе интерес и да направиме посериозен формат. А што вели твоето искуство вака надвор од шоуто, познавајќи многу луѓе тука кај нас кои што се во овој гастрономски свет, имаме потенцијал како луѓе кои што знаат што значи гастрономија, знаат да бидат вешти во кујна? Да, секако, имаме. Имаме многу млади луѓе кои што доаѓаат кај нас во училиште, независно од шоуто, еве што се потенцијални учесници да ги наречам, кои што своите кариери си ги менуваат, си се пренасочуваат во пасијата, а има многу пасионирани луѓе за да се занимаваат со нашата професија, да станат готвачи, да станат пекари, сладкари и се што е поврзано со храна, така да би рекол има цице. Кажувај сега, Филип, за надпреварувачите, како беше селекцијата? Селекцијата беше баш, да кажам, супер. Кај нас во школа се одржува интервјуата, сите учесници беа во една позитивна возбуда, да наречам, во едно исчекување, не знае во што ќе се впуштат. У тој дел малце морам да кажам дека ние бевме сиромашни со објаснување, бидејќи реално на шоуто му се даде еден спонтан карактер. Значи, најважно е тоа. Оги имаше на хартија сценарио, меѓутоа во тоа сценарио секако он замислил многу поголемо студио, замислил нешто од да кажеме форматот на Мастершеф студио. Ние нашето училиште го адаптиравме максимално колку што можевме за тие потреби. Меѓутоа ете така, бевме она што се вика една весела куќа. Тие неколку дена, колку снимавме, неколку недели, и му дадовме еден спонтан карактер. При самото снимање многу од работите се менува во зависност од условите. Јасно. Учесниците се впуштија во една авантура. Јас сум многу благодарен до секој еден од нив што има доверба во тимот и се надевам дека сите изгледаат супер на камера. Околу нивната техничка спремност, ќе кажам, сите беа супер пасионирани готвачи, ентузијасти во нивните домашни кујни.
Меѓутоа разбирам дека и камерите си го прават своето. Имено и кога не е твојата кујна, некој пат и тоа знае. Значи, кога, нели, как ти многу често знаеше да кажеш и во минатите интервјуа дека секоја кујна ти е убава ако е изготвена со љубов. Така што некој пат ако не ја дадеме таа емоција во кујната, некој пат може да биде и јадењето сега. Нема да биде вкусно, поточно ќе кажам. Јас им честитам. Навистина, им честитам на секој еден од нив. И јас како професионалец се сложат сите мои колеги. Нова кујна е, нов амбиент и секој од нас знае да биде во нова кујна малце изгубен. Ја би рекол трапав. Трапав, точно така. Инаку, кога станува збор за тие сега предуслови кои што беа за играта, како ги направивте можеби тие жирирања, кој ќе учествува во шоуто, дали претходно требаше да се знае да има умешност и на каков начин ќе се прави сега елиминацијата за дека стигнеме здравје Боже до финалето. До финале кој што се очекува можеби пред празниците, околу празниците. Така. Значи веќе елиминација почнува од следната епизода. Така да ќе видите најслабите учесници од регуларните епизоди одат во елиминацијската епизода. Тоа е посебна епизода кај што се направуваат за исто некои од дадените предизвици, кои што се малку, да кажам, можда и побрзи во однос на подготовки и тоа се. И како што се намалува тимот, полека доаѓаме и до полуфинале, финале и така натаму. Што се готвеше и што ќе се готви, односно и со какви предизвици се случува? Дали имаше различни кујни? Јас сватив нивната потреба да влеземе во некои екзотични кујни. Знам дека интернетот ни носи информации за се, за Малезија, за Тоа беа нивни барања на некој од преварувачите? Меѓутоа, ние одлучивме со режисерскиот тим да оваа сезона ја посветиме на нашата традиционална кујна. 90% имаме нешто нормално, некои класични јадења како подготовка на риба и така натаму, каде што готват морска риба. Ципура. Ете, така, тоа ќе гледате, мислам дека исто во некој од следните епизоди, да видиме како се сноѓаат со некои техники на филетирање и така. Така да супер карактер доби шоуто. Се надевам дека и гледачите учат нешто од шоуто, например, одгатнавме многу дилеми, еве например следно е охридското макало. Тие видите дека охридското макало е само лук и масло и без јајце или било што и да се Еви руската ја направивме од нула, што су многу горда, да кажеме, видовме дека подготовка на мајонез е 3,5 минути. Тоа значи, Филип, дека сите сакаме да инспирираме малку. Учесници, пример, им даваш задача, сега денеска правиме охридско макало. Не знаат што не се случува, доаѓаат неспремни за денешниот, да кажеме за снимањето, неспремни. Во самите неколку часа дознаваат. Малку добиваат подготовка, да кажем, и надвор од камерите. Како морам да го кажам тоа, дека мораме малце ги насочиме и останатото е се што гледате на шоуто, буквално почнуваат од нула, се е подготвено на нивните станици во иднина. Сега ќе видите, ќе почнеме да им дозволуваме да користат, има една прирачна маса, каде што ставаме и некои производи кои што можда они сакаат да ги искомбинираат, да си стават свој печат во јадењата, така да таа исто така една нова, да кажам, опција во следните епизоди. Друго, имаат избор на 10 различни тањери за сервирање, имаат избор на гарнири кои што се логични со тоа јадење. Во иднина ќе почнеме да шириме асортиман на избор на тие производи, на мирници. Така да. Филип, ти си судија во шоуто, има и други судии, ќе ни споделиш и прашањето ми е крајниот резултат. Што се оценувате од декорација, од визуелен ефект, од вкус, како е сервирано, како е декорирано, на што се обрнува внимание? Половина од поените одат на вкусот. Например, секој што се сеќавам, судискиот лист е максимални 100 поена, од кои што 50 одат на вкусот. Не ме фаќате за збор, меѓутоа мислам дека 10 или 15 одат на сервирање, 5 или 10 одат на нивната, како се вика, хигиена при работа, како им изгледаше станицата. Браво. Тоа е битно, како они изгледа, колку се подготвени, колку беа со онаа трка со времето, гледате дека имаат 35 минути, се уште сме у тие некои си 35 минути.
Така да тоа е главниот притисок е тоа, времето, и понатаму 5 или 10 поени нивна креативност, така да доаѓаме до 100 поени судискиот лист и така. Забавно. Да. Бидејќи сепак е, нели, да кажам, пилот проект, сега започнува. Да. Колку бевте искрени и реални во оценувањето? Бевте строги, да речеме, во оценувањето, бидејќи велиш пред секоја, да речеме, епизода снимање? Да. Правевте мали техники за да биде полесно и нивното изведување, меѓутоа колку бевте реални со оглед на тоа дека сакате да му дадете, нели, простор и тој да се снајде во атмосферата, нели, како учесник? Искрено многу реални бевме. Добро. Некако и ние се соживеавме со улогите. Не ни е секојдневие да снимаме кулинарско шоу. Искрено, ни на крај памет не ни било како екипа, еве ќе спомнам Златко, ќе спомнам Давор, Владимир ќе ги видите, тоест го видовте, мислам дека веќе Давор мислам дека беше учесник во жирито во почетната епизода, премиерната. Владимир ќе го видите, тоа се сите дел од FJ кулинарското училиште. Се соживеавме со улогите, реално имаме некои стандарди во училиштето. Браво. Кои што стандарди мора се почитува. Си ги испочитувавме и во студењето. Затоа што мислам дека тоа и се отсликува потоа, нели? Мора да се држи некој таков постулат. Така да тие стандарди бевме многу искрени, што кажа малку позадински, не прашува у однос на општо каде можам тоа да земам, каде можам, знаеш како е, нова кујна, технички работи, нови правила, така да после четвртата епизода више мислам дека самите учесници беа као дома. И веројатно тоа беше за нас полесно, да. Немавме ние од тој аспект асистенција голема, така да после тоа буквално беа сами на себе. Значи се тоа што гледате е направено од нивни раце, е направено со нивна замисла, нивна идеја, тоа им го повторувам во многу епизоди. Што ќе замислите во главата, тоа може да го реализирате. Се дека не ви е јасна сликата во глава, не почувате да готвите. Буквално јасна до последниот финален тач, да кажеме, со Макдоносот или со било што да е, со некое масло декорирано и така. Така да, мислам дека им стана тоа јасно колку е битно да се пред се храната визуализира, па после да се почне да се готви. Една епизода отприлика околу 1 час, така? Една епизода е така нешто 45 минути. И се готви, што да речеме, пред јадење, како е замислено за јас? Не, сите се различен предизвик. Сега имаме уследните епизоди веќе почува тресена пастрмка. Тресена пастрмка е еден легендарен наш автентичен охридски рецепт, да кажем охридски регион, секако и го јадат и Стружани, Радожда, голем поздрав до целата екипа од Радожда, Калишта, тоа ми се сите добри пријатели. И таму е тресената пастрмка и како да кажем, секојдневие, да. Тоа е печат на тој регион. Многу добив исто така, многу се советував со тие мои таму пријатели да ја представиме во најдобро светло, да не сгрешам и јас нешто, одговорноста беше на мој грб, не смев да сгрешам која се однесува за нашата традиција. Значи, сакам тоа да го оставам и за следните генерации, да исто автентично го пренесуваат и да се надоврзат на мојата експертиза до сега што сум имал време да ископам, на нашата како училиште. Така да тука многу ми помогна тоа мое пријателство со многу од тие ресторани рибни кои што ме насочија. Тоа вака се спремала, така спремала баба ми. Сега ние малку ја модифициравме, така да им обезбедивме се што е потребно автентично да се представи традицијата. Нормално. Се покажа ли надпреварувачите макалото со лук се покажа перфектно. Мислам дека следните 3 епизоди мислам дека таа тресена пастрмка беше феноменална, подготвена, ќе ги видите и самите сервирања, тука веќе почнаа да цветаат у однос на нивните креативни способности, како кој сервира. И што вели се опуштаат потоа. Се опуштија веќе оваа епизода и самите така е. Така да тоа е тоа. Секоја епизода си има свој предизвик. Едно јадење обично се спрема, у таа временска рамка немавме време за повеќе, бидејќи имавме некои замисли со Огнен Антов, меѓутоа ние ја знаеме реалноста на терен. Едно е хартија, друго е реалноста на терен. Јас тука
им кажав, вака и вака, нема да можеме да постигнеме. Знам колку е потребно се до тоа да се, еве, за да спреме на охридска тресена, да кажеме, мора најпрво рибата се испече. Не постои риба што се пече испод 25 минути. Тоа у монтажа, може би он знае како да го хендла, целиот тој тим на монтажери и така натаму сниматели, меѓутоа тоа е сепак време кое што мора да помине. Реално време е тоа, мора тоа време да помине. После тоа мора да почекате да се олади, не може да се работи со жар. Значи тоа е минимум 1 сат. Така да почнавме, ќе видите, мислам дека почуваме во некои од епизодите со полуготови намирници, кој што беше пинџурот. Они веќе добија печени намирници од наша страна, тоа ги испече тим од NFJ. И тоа беше возможно да се направи пинџур. Ако видовте, на почеток имавме малку проблем со времето. Најпрво дававме на првата екипа 25 минути и постигнаа во 25. После тоа одлучивме да даеме 35 минути, каде што 35 минути веќе беа онака буквално спремни со чисти станици. Секако што треба. Секако што треба и Филип, во неколку наврати го споменуваш големиот тим кој што работеше и од FJ Кулинари и од продукцијата која што стои зад шоуто. Секогаш велиме храна не се фрла. Кои беа најголемите дегустатори? Ова се што ќе се сготви треба некој да го изеде. Супер прашање. Тоа беше дружбата на крај сите вкуп. Колку мразам кога фрламе храна, али тоа се случува минимално кај нас во училиште. Така да дегустатори секако беа целиот тим, да не ги набројувам, али беа едно минимум 10 камермани, тука не беше сценографката. Колку убава дружба било тоа? Так. Па добро беше, морам да признам, добро беше. Имавме супер дружење, у тие неколку недели снимање, ете така баш би сакал и да ги поздравам сите вака од вашето студио. Така да таа храна секако наоѓаме начини да ја рециклираме и тоа во нашата да кажам професија е многу важно да се планира. Значи планирање, да нема многу отпад, веќе видите во следните епизоди веќе ги да кажем оценуваме според тоа како планирале. Значи се знае во кантата за ѓубре, во кујната би требало да има само конзерва и органски пластика. отпадок може би дали Органски отпадок, па ни лушпата. Ни лушпата, затоа што да, во голем дел се јаде. Се јаде, може да се користи за тие наши бујони што ги подготвуваме, супи и така натаму. Може за многу работи да се користи. Едукативен момент имаш во ќе видите дека ги оценуваме по тоа колку имаат отпад, колку добро планирале. Не сме да остане ништо храна, така да се впуштија навистина и самите учесници во. Се надевам дека они не очекуваат дека шоуто ќе биде, они очекува можда повеќе да биде шоу со забавен карактер. Меѓутоа ние како стресно да речеме затоа што сепак го немаме тој забавен карактер во нашето портфолио, да кажеме, тоа што имате едукативниот момент. Ние имаме едукативниот. Така да ние почнавме со од тој аспект. И од тој аспект дадовме и наше влијание во шоуто. И се надевам дека при целата таја авантура дека се случи и малку и забава. Имавме малци и хумористични моменти, секако имавме и нервозни моменти, сепак се снимаше по 12 сати во денот. И се е тоа нормално. Сите бевме у точка на вријање веќе последната епизода. Ние точно знаеме бидејќи секој ден сме тука околу 4 часа, така што ги знаеме сите овие емоции. Затоа велиме секој пат како нешто што не знам јас за некоја друга дејност, така и многумина не знаат како е да се биде пред а и зад телевизија. Кои се можеби најчестите грешки кои што ги забележаш и кај младите готвачи, можеби и кај еве нашите учесници кои што ќе ги гледаме, кога се обраќаат кон традиционалната кујна? Тие совети што би им ги давал понатаму? Па ја подценуваат. Затоа што тебе зад камера рече сите сака да се покажат сега индиска, мексиканска кујна. Ја подценуваат. И имаат многу големи дупки во познавањето, не истражуваат доволно. Ако ќе истражиме доволно, разбираме дека нашата кујна на Балканите е раскошна. Може би не била толку раскошна нормално како некоја од кујните, да кажеме, однос на зачини, меѓутоа ако истражиме добро, ќе разбереме дека тука се негде. Дека и имаме наша верзија на кари, да кажеме, зборам на микс на зачини кој што се користел за
одредени работи, на пример и кацаната сол. Така е. Да. Така, која ќе ја замислиме е еден микс на зачини. Така е наше. Мислам, така. Наше. Така да кажам, тука повеќе се тука се употребува. Задржало. Еве да кажеме руската салата. Тя споменам беше више 3 пати нели присутна во 180. Така се задржала во Македонија. Не значи дека тоа е автентичната руска и не е автентичната и не е добро да е. Меѓутоа тоа е нашата руска, нашата верзија. Никој не ни забранил така да ги користиме интернационалните концепти во насока да им најдеме место на нашите автохтони производи. Да влеземе во архивата нашите македонски специјалитети. Нема ништо поинтересно за по тие. мене од тоа, нема ништо поекзотично ако па нашата кујна и да најдеме нешто што можеме да му дадеме нов сјај и да го направиме во светски квалитет, да кажеме. Нема ништо поинтересно. Филип, ова шоу е производ на FJ Кулинари, на школата или академијата, каде што можат многу луѓе да дојдат пред се да ги почувствуваат, да ја почувствуваат атмосферата, да се види, да сте навлезе во тој еден гастрономски свет, да се научат многу работи. Пред шоуто исто бевте актуелни со најразлични работилници, со најразлични кујни од светот. Верувам дека со оглед на тоа што шоуто е завршено со снимање, иако тоа нели допрва гледачите ќе го видат, но остануваат ли тие работилници се уште актуелни? Да најавиме можеби нешто до крајот на годинава, некакви дружби, да дојдат луѓево, да имали интерес, имали нови луѓе кои што сакаат да навлезат во тој гастрономски свет. Секако, Цеце, школото, значи, си ја продолжува својата регуларна програма. Кулинарското шоу се снимаше во месеците кога ние сме затворени, а тоа се летните месеци. И би сакал само да ги издвојам во месец ноември веќе го имавме гостувањето на Сергио Салвадор, готвач од Шпанија. До сега немавте шпанска кујна? До сега снимале шпанска, јас бев ментор еднаш на шпанската кујна. Бев инспириран така малку од Шпанија. Се вратив летово од одмор од Шпанија и купив неколку книги, плюс ме инспирираше така. Тебе твој омилено шпанско јадење? Моје омилено шпанско јадење, добро прашање, па што знам, да речам, сакам ние омилено шпанско јадење, Ајде да Па илјата е главен синоним, ама тоа не би требало да биде за гастроном, како тебе. Не сакам јас да кажам паелја, што готвев, многу сакам пататас бравас, тоа ми се оние омилени нивни компири бравас, значи храбри, знаеш. Пататас бравас со тие два, така да ги сакам и тие мини октоподчиња што се пржени, како ли ги вика, чипиронес ли некако, како ли ги вика, сега не ми текнува. Значи, обожавам комплетно се што е шпанска кујна е блиска до Медитеранот, така да, еве, што готвев јас на часот сега, која се подсетам, ми застана мозоков, али отприлика готвев школки, не знам како сикаше тоа јадење на шпански сега да го... Меѓутоа, тоа е граф со школки, со вонголи, конкретно. У тоа јадење има софрито, кое што е секој почеток на шпанска кујна, да кажеме, нашето софрито е морков, кромит, лук, да кажеме, генерално може некојаш и прас. Ке нив исто доста кромит, некојаш знае и пиперка да биде, меѓутоа доматот е неизбежен. Неопходно е тоа. Исто така и пикадата. Пикада е зеленото софрито. Така да гравот го направивме во една шпанска варијанта и на крај му додававме школки. Прекрасно јадење, не може да се сетам сега името, не сум утрински човек, ќе ме извините сега вака. Ретко станувам во 7 сабајле. Ги нотираше, добро ги нотираше. Не сум утрински човек, али ете тоа се наmirниците ако одиме во Сергио Шпанија. ни гостуваше од Баскискиот институт за кулинарски науки, кој што е една од главните центри за гастрономско знаење во светот во моментов, за гастрономијата и комплетно за се што подразбира угостителство, не само гастрономија. Сега прават уште еден центар кој што биде посветен целосно на вино. Значи, таа зграда е навистина нешто многу маркантно, многу репрезентативен објект, кој ќе отидете во Сан Себастијан. Како презентација на винска култура. Сега исти таков објект се гради само наменет за винската култура во Шпанија. Така да ние со едукација продолжуваме, нашата цел е масивен импакт да имаме во
едукативниот дел, значи потребна ни е многу едукацијата во земјава и пошироко. Потребно е на младите да им се допре до најдобрите ментори можни. Нормално ние секогаш ги каниме и нашите домашни ментори, нашите колеги да ни се јават, да покажат иницијатива за некој клас. Секогаш е сцената отворена во нашето кулинарско училиште. До сега ни гостувале многу ментори од нашата домашна сцена. Меѓутоа, кога можеме да допреме до некој од таквите центри, сакаме да купиме и од нив ноу-хау, да видиме и они како дошле до тоа. И сега моментов Баскија едноставно вади најквалитетни кадри. Едноставно секој ден што ќе излезе од тој институт е добре дојден во врвните светски ресторани. Зошто тоа да не се случува и со нашите млади готвачи. Значи, ова со Шпанија беше така? Шпанецот, значи Сергио си замина во неделата, тоа заврши, тоа беа. Сега до крајот на година може нешто да издвоиме? Да, денот на шпанска кујна. Сега сакам да кажам дека имаме што имаме до крај на ноември. Нешто со Италија споменавте? Имаме гостување во соработка со италијанската амбасада. Имаме гостување на еден многу познат италијански слаткар кој што доаѓа од Сицилија, маестро Де Фраја, кој што е постар колега, во негови 70 години се уште работи активно, активно создава, и Де Фраја ќе биде гостин во Лимак. Нашето училиште, сакам да кажам дека помага во организацијата, нашиот тим ќе готви заедно со маестро Де Фраја, така да сакам да им се заблагодарам на агенцијата ИТА и италијанската амбасада што видоа во нас потенцијал, да, партнери за изработка на тој настан. Се надевам дека ќе биде супер едукативен настан. Ги поканувам сите готвачи да се пријават, можат да ме контактираат слободно. Линкот е веќе готов за регистрација. И не само готвачи, секој еден што е заинтересиран да научи автентично како се подготвуваат сицилијанските каноли, како се подготвуваат некои автентични сицилијански рецепти, нека ни се јави. Прекрасно. Имено, препоставам дека читајќи твојата биографија, може само да заклучиме дека напуштањето можеби на корпоративниот свет во 2009 некаде, веројатно те научи на друга пресвртница во животот, да влезеш во кујна. Препоставам дека сега веќе си дециден дека направи добрата одлука во тој период во животот. Па дали е добра или лоша, не знам. Ако ја прашате мојата сопруга, не е баш најдобрата. Заради отсуството можеби? Апсолутно, да. Меѓутоа, јас сакам уште да се заблагодарам и на моите две ќерки што има разбирање во овие изминати, колку веќе поминаете, 16 години, во кои што се бавам со оваа, да кажам, благородна професија, да ги направиме луѓето среќни, да им дадеме среќа, нели, да ги насмееме преку храната, да го направиме возбудлив нивниот, да речеме, нивниот роден ден, нивната годишнина од брак и така натаму. Така да голема благодарност до моето семејство. Дома што знаете да се побрзете во кујна, да си направите многу уживање? Или те оставаат се сам да готвиш? Ја денеска станав рано и ручекот е веќе подготвен. Требало да е готов, да. Така да све е планирање во готвењето, како ќе спланираме, така некојаш се готвел и додека ние спиеме, ќе се наследство ќе се случи како Па Сара се уште не сака да чуе за работа во кујна. Ти на подоснежна возраст си? Повеќе Ирина има 8 години, Сара е 14. Повеќе Ирина има афинитети, покажува за сладкарство. Сакам една од моите ќерки да биде сладкар. Ќе откриам тоа. Сакам да се бави со сладкарство, не знам. Ми била многу полна душата. Ирина, гледај го само тато на Телма и тоа може да потикне плюс. Може вака да завршиме дека ти твојот пресврт која спомена, која година? 2009. Да, пред 16 години. И во училиштето нудите можност и сам ти го потенцираше тој момент дека многу од луѓето прават пресврт во работата и оставаат нешто што долги години граделе кариера и започнуваат пасијата своја да ја уживаат и работат. Така што слушаме сопственото тело. Јас нека им бидам, еве, да кажам, пример, добар. Баш така пример дека тоа е возможно, не треба да се плашат. Одлуката е многу битна работа во животот, која се донесе одлуката, треба да биде подкрепена само со масивна акција позади одлуката и ќе се успее сигурно. Значи, успехот е неизбежен. Така е, загарантиран. Само за крај,
Мислам дека самото кулинарско шоу 180 степени кој што иде на Телма секој работен ден од понеделник до петок ќе предизвика кај многу од нас малку да копем по архивите на македонската традиционална кујна. Тоа ти беше да го нотираш и цел можеби во, да кажам, овие први епизоди. Како генерално ќе ја оцениш денеска македонската лепеза од ресторани, од бургери, се тоа што се отвара можеби како еден диверзитет и што може според Филип Чаловски недостасува во светот на гастрономијата токму тука? Па, ја би рекол дека нашиот кафански мејстрим е добро популаризиран. Не сакам да навредам никого од колегите. Знам колку напор се вложува, знам колку бара посветување нашата работа и поради тоа многу внимателни зборови ќе употребувам кога зборуваме на оваа тема, зашто сме на тенок мраз. И ќе кажам, пред се ќе се обратам кај колегите. Да бидат похрабри и да разберат, јас знам дека кога зборуваме за бизнис, лесно е да зборуваме за кулинарско шоу, меѓутоа ако зборуваме за бизнис и што нуди кафеаната, што е наменито, дека мора бидеме многу експлицитни и популацијата да го разбере тоа се. Меѓутоа мора малку и да дадеме место на некој храбар избор кој што ќе бара време можеби на почеток, меѓутоа ќе влезе во секојдневна употреба, да кажеме како што е влезена шопската, што е нашиот идентитет некако. Сетап кога седнуваме у кафана. Патлижан на 4 или шопска, пиперки така, со лук, малце повише на сезоната да ја дадеме храброст, да едноставно им кажеме на гостите, ве молам, патлижанот не е во сезона, имаме многу убава туршија, имаме кисела зелка, дајте им шанса. Да ризикуваат малку. Ти ги поздравам, вчера бев во феријален во ресторанот Домени. Секоја чест, зелката беше веќе готова, веќе си потопли месеци, ноември е се потопол, не памтиме ваков ноември, мислам не памтиме, памтиме, за жал памтиме. И зелката е веќе готова. Значи, ми дојде, може ли кисела зелка готова е. Значи, веќе твојата докаде би нашите црева веќе го бараат тоа, што повеќе заладува времето, веќе самото тело си ја бара таа храна. Едноставно, тоа само ќе порачам. Да дадеме храброст на сезоната, да ги извадиме оние антисезонски, да кажам, мејнстрим сетапи, кои што препорачаш да се ревидира менито од време на време. Само малку да се ревидира и да едноставно да бидеме ригорозни кон тоа, да пробаме. Јас знам што е бизнис. Позади себе сум затворил 2 ресторана. Значи јас многу добро знам што значи да доаѓате и луѓе си стана да кажат, немате шопска, ќе заминеме. Меѓутоа да пробаме малку да ги едуцираме гостите и они да научат да ја почитуваат сезоната. Сега се карфиолите, сега е туршијата, царска салата, она што викаме се прави за 2 дена, ферментираното и апсолутно на се што ни носи сезоната, тоа да биде понудата, да копаме и по изборот на јадења, у кое што облик би ги понудиле тие јадења. И секоја сезона кај нас има широка лепеза на избор. Прекрасно. На почетокот Зилка јас прашав затоа што зелката наша се уште не е готова. Искрено тоа баш така со колешката да искоментирам кога најави временската прогноза, воопшто не ни оди во прилог, меѓутоа се надеваме све ќе биде во ред. Малку работиме на модернизација на киселата зелка, користиме и некои стартер култури, така да се надевам дека тие ќе ни ја заштитат и многу сме благодарни. Филип, ќе продолжиме со разговоров кај вас на терен, може? Така. Дај нека чека надување, дај Боже да ствариме тоа. Видете продуцентот што вели. Од кога ве каниме. Така да нема крај. Разговорите за храна се секогаш многу интересни, да стопираме, фала и многу, и уште еднаш покана да ни бидете гости кај нас во училиште. Еве да не ветиме сега, ама сакаме да направиме нешто што ќе биде кажеме сега на продуцентот. До нова година. Само нешто ќе ти посакаме, што го кажа на самиот почеток. Нема крај. Да имаш академијата да ти расте, што повеќе учесници, да имаш своја градина, поголема студио и фарма. И фарма.